Павлов ден. Добар ден и среќен ден. Од денес, Павлов ден, Павлов се повлекува во илегалот оно што го правевме досега во поглед на вистината, во поглед на сектата, ама повеќе од јасно е дека македонецот се плаши од сектата, едноставно ги игнорира сите оние вистини кои што ги објавувавме и кои што денонокно ги правевме за сите вас. Останете во љубов, мир и хармонија со сектата. Секој нека продолжи да си го врви патот сам, бидејќи рано е се уште да веруваме дека постои некој колективен ум за македонецот да се спротистави на злото кое што е надвиснато. Останете ми во љубов, што доаѓа, доаѓа. Останува доаѓањето и на сето она што не очекува тајна моја, бидејќи се докажа дека никој од вас не си го сака својот пат за Македонија, за сето она што прави една секта во Македонија и она што веќе се случува во Македонија, тоа ќе биде секојдневие, затоа што самата корупција ви го направи тоа молчеливи македонци. Она што се случува секојдневно, нема да има маж се додека не се разбудите и освестите кој ќе го среди тоа. Секојдневие ќе биде она што го гледате денес, секојдневие ќе биде она што се случуваше во Кочани, затоа што вие македонци не ви интересира се што се прави против Македонија. И кога мнозинството не ви интересира, ви посакувам да уживате во мир, љубов и хармонија со ваквите секојдневија кои што ќе ги слушате секој ден, како во Прилеп, како во Битола, како во Скопје, како во Кочани, а тоа е само поради тоа што им дозволивте на сектата да влијае во животите на сите вас. Корупцијата не може да ја среди никој кој што потекнал од корупцијата. Чоколадо дете кој што научено на чоколада не може да биде спасител на вас, така да продолжите и понатака во вашиот свет, свет на чоколадата, свет да чекате чоколадо дете да ви помогне. Тепајте се како браќа и сестри за левите и десните и продолжите така да се го живеете животот секојдневно со вакви црни хроники кои што ќе ги слушате во иднина. Од Владо Павлов останува само да си ја продолжи неговата работа во поглед на неговото дело, затоа што, како што и самите сте сведоци, го одгонетнавме целиот лавиринт за се што се прави во Македонија, за сектата како е поврзана, а вас воопшто не ви интересираше. Никој не сакавте да си признаете дека 16 март е ден на Антихрист. Никој не сакавте да си признаете дека сето оно што се прави под капата на Антихрист ритуално. Никој не сакавте да си признаете дека ништо не е случајно кога е во прашање Антихрист,
а тој ви е во Македонија. Епа нека ви е честито, македонци, чувајте си го и можете да си го направите утре и крал на Македонија за се тоа што го прави како заслуга за зголемениот број на криминал, корупција и што ли не во секоја клетка на ова општество кое што се вика Македонија. Така да, после тино чекајте и барајте ново чоколадо дете што ќе ви помогне, ама јас верувам во Бог, останувам со Бог и се повлекувам и се повлекувам од се тоа што го правев. И не се кајам поради што на вистина се докажа дека вие македонци се плашите од сектата. Епа чувајте си ја и чекајте си ја секој да ви дојде во ваш дом со вашиот молк пред се тоа што го правевте. Исто и за мојот град Кочани. Ви посакувам се најубаво и продолжите и понатака да шетате низ лабиринтот на Минотаурот и продолжите и понатака да не барате одговорност од она што се случувало и продолжите и понатака да дозволувате да се игра некој пинг-понг со вас, а тоа е поради се тоа што вие некогаш и никогаш не сте сакале да сватите дека сектата е зацементирана прво во Кочани, а потоа низ цела Македонија. Останете ми во љубов, македонци, каде и да сте. Ова е мое обраќање поради тоа што се виде, се докажа, 30 години ја ставаме главата во торба, сигурно Бог не дозволува и остава да живее македонецот во Минотаурот, во лавиринтот на Минотаурот и така нека продолжи. Продолжете, македонци мои, секој пат од свој, сам да си одете во иднина, а јас, како Владо Павлов, на овој ден, на Павлов ден, се повлекувам од оние други активности, кои што се поврзани со леви, десни и какви ли не, али се во интерес на молкот, кој што сите вие го правевте по големиот број, на молкот од сектата. Молкот пред сектата значи доаѓање на сектата во секој дом. Вие тоа не сакавте да го разберете и вие сакате на една лага, ќе ви соопштам од Библијата, на една лага на кој што ве водат и ве манипулираат, дека треба некој да дојде да си го даде животот за вас, за вие утре повторно да бидете со сектата. И затоа јас на овој мој ден, на ден Павлов ден, ве повикувам да се малку разбудите во иднина и секој треба да бидете оној кој што вие го чекате да биде жртвено јагне за вас. Ниту бил жртвено јагне, ниту пак ќе дојде пак да биде жртвено јагне. Секој самиот ќе си бидете жртвено јагне за се што се случува и за се што доаѓа во иднина. А не доаѓа нешто што верувате, а не доаѓа нешто што вие може да верувате дека е добро. Доаѓа се полошо и полошо. Нека ви е честито, нека е вечен Павлов ден и утре поголемо чоколадо дете барајте за да ве спаси од сето оно што се прави во Македонија. Дете кој е научено на чоколада од мало, дете кој е научено да ужива у благодетите, а во иднина може би ќе ги заборавате чоколадо децата, па ќе ги барате кокаин децата. Затоа продолжете си го патот свој, не ви наоѓа мана на никого и ве молам, не ми наоѓате мана и на мене како Владо Павлов, затоа што превише направивме, превише бевме жртва за сето оно што го правиме. Ете, се докажа дека се плашите. Нека биде еден Ангјушев поголем од сите во Кочани родители, нека биде еден Радко Сорос и вахабиста најголем, нека биде еден Ванчо Деликатес поголем од сите нив, Чифриганец, Мијалков и кој ли не што владеат со сите вас. Јас се останувам на она моје мнение, се останувам на сето она што јас сум бил и вистината ќе си ја зачувам за себе,
од сето она што ќе доаѓа. А вие продолжите да се плашите од сектата, а несвесни дека сектата ви дојде во несвесни дека сектата ви дојде во секој ваш дом. На крајот може да кажам само да живее Македонија и ја жалам со ваков народ. Останете ми во мир, љубов и хармонија и борете се против сектата во вашиот дом. Затоа што веќе таа ви е во секој дом дојдена од корупцијата која што се прави во јавно обвинителство, во судовите, преку нотари, извршители, олигарси и купени душички на сектата кои што се секаде околу вас и кои што секаде имаат за цел антихрист да ви го спроведат. Нека ви е вечен антихрист, македонци мои, така да самите избравте, продолжите по патот антихристов, плашете се од сектата негова и уживајте во благодетите на чоколадо деца во Македонија.